Јас сум Анастасија Елиевска, вие гледате За или против, за темата и важноста на надворешната политика и дипломатијата, за последиците не само во меѓународните односи, туку и на домашната сцена. На моје задоволство, мој вечерашен гостин е амбасадорот Ѓорги Мисайловски. Добра вечер. Добра вечер. Благодарам за поканата. Ви благодарам за прифатеното гостување. Ќе отвориме повеќе теми, меѓутоа за почетокот, за да го насочиме патот на кој што ќе се движи нашиот разговор, би сакала да ве прашам како би оцениле моменталната положба на Македонија во меѓународните односи и би сакала од кога ќе ја дадете оценката да ни кажете што според вас сметате дека е најголемата слабост што сме ја покажале досега од осамостојувањето или ако сакате малку и пред тоа. Ова е многу комплексно прашање. Би требало да одземе многу време, но ќе се обидеме во кратки црти да одговориме на тоа прашање. На какво дередже е сегашната македонска дипломатија, како започнала периодот на ангажирање на македонска дипломатија во 1992 година започна тој процес. Би сакал со неколку зборови да ја кажам една генезата на пристигнувањето на македонските дипломати од сојузните организации, односно сојузните секретари за надворешни работи во Белград, во контекст на синтагмата, главна обележие нашиот неуспех во евро и евроатлантските интеграција, односно пресе во Европска унија, бидејќи НАТО членството беше и наметнато, очекувано, и пред формално влегување во НАТО, ние веќе бев дел на НАТО структурата, со учество во воени мисии и така натака. Него да се определиме за чисто на професија која е моја професија, дипломат. Ние во поранешна ни држава имаме една многу смешна, многу недоследна традиција да кадровите се бира врз база на републички клучеви. Така да секоја република имаше право да има толку и толку министри, односно секретари во Министерството на промишлена Југославија и католските политики, обично беше овде во Македонија подпредседател на влада и кадровик, и ги определува кадровите кои одат во Македонија по критериумите кои беа прво сојузни критериуми, со полагање на сите можни испити и селекцијата беше многу сериозна. Макар и покрај така сериозна селекција, се протнува и кадрови кои и у Белград не беа соодветни, а посебно и овде. Значи, Македонија прогласи независност септември 1991 година, а јули 1992 година се донесе одлука на владата на Кјусе да се повлечат македонските кадрови од сите институции во Белград, сојузни институции, меѓу кои и македонските дипломати, меѓу кои имаше и врвни дипломати на високи позиции. Можам да спомнам само неколку амбасадори, кои потоа и се понудија да се вратат во Белград и да ја помогнат на македонската дипломатија, нова, формирана, бидејќи до тогаш пред тоа постоја само републички секретаријати за односи со странство, чија улога беше многу минорна во креирање и во следење на надворешната политика на тогашна Југославија. Значи, тука морам да го спомнам мојот начелник Трајко Трајковски, кој беше последни југославенски амбасадор во Атина и кој би ни бил многу драгоцен да он беше прв министр за надворешни работи, со оглед на неговото познавање, долгогодишна пракса во надворешната политика, афирмиран дипломата, дојде тука, ниту еден услов не му прихватија, де факто бил осуден однапред да не го прима тука. Тоа се случи и со многу други, да не спомнувам најголемите калибри, тоа е Лазар Војсов. Значи, ние на почетокот не сме успеале да го искористиме на капацитет кој што веќе сме го имале. Не сме искористили затоа што за разлика од Македонија, другите републики пред се за Београд не може да се каже, бидејќи Београд како главни град, таму беше најголема концентрација на српски кадрови од Србија и тука морам да кажам посебно кадровите кои припаѓаат на така звана шумадинска Србија.
Србите од другите републики има еден посебен статус, али тоа е друга приказна. Значи, словенските дипломати, хрватските дипломати ја напуштија сојузната администрација уште од 90-та година, кога веќе се запука во Словенија, Словенија донесе одлука за повлекување и повлекува сите и сите стана на чело во тоа ново Министерство за надворешни работи на Словенија. За разлика од кај нас, што многумина остана во Белград од семејни причини, а и друго не им се гарантираше перспектива која тамо им беше веќе на некој начин осигурена, бидејќи постоje критериуми како се напредува. Не можеш, например, да се биде амбасадор пред 50-та година, не можеш да бидеш амбасадор во првиот мандат во дипломатската служба. А тоа сега се случува во нашата... Па нормално, редовно се случува, редовно се случува. Значи, ние дојдоме касно во Скопје, 92 година, и бевме на нож дочекани од локалните такозвани дипломати кои работа од Републичко секретар. Се створи една, да кажем, конкуренција меѓу тие кои се биле во Белград дипломати и кои има... А само за споредно да ви кажам, македонските дипломати во Скопје, во Републичко секретарат за односи со странство, не можеа во сојузната администрација да добијат повеќе место од советник. Не може да бидат амбасадори, министри, советници, втори луѓе, шефови на мисија. Просто немаат тој рейтинг. Да не ги наведувам примерите како тоа се спроведуваше на дело, било како било, хендикперот беше така што ние почнавме нова дипломатија со неискусни кадрови од Македонија и со комбинација на кадровите од Белград заедно со некои форсирани дипломати од Македонија, кои припаѓале на такозваното војнско лоби, и тие де факто стана после и покрај министерот за надворешни работи, првиот кој беше Денко Малевски, син на еден познат дипломат, Малевски во бивша Југославија, али со наредните министри ситуацијата не се подобри по смисло на создавање на институција Министерство за надворешни работи. Ово само као технички неопремено министерство без никакви криптозаштитни средства Колку се во ова влијаеше и влијаело на моментумот каде сме сега во моментов? Па, нашата дипломатија, често пишувам во моите колумни, е фактички на едно ниско ниво, без никакво влијание и сите проблеми кои во овој период од 30 години произлегува на надворешен план, исклучиво, директно е крива македонската дипломатија. Најдиректно се они виновни, бидејќи не се справува со сите професионални предизвици кои треба да ги исполнат и да се формира, а за тука се виновни министрите за надворешни работи. Никој од нив не сметаше да се унапреди институцијата Министерство за надворешни работи, туку се употребува за собствена промоција и на реализација на идеите и политиката на шефовите на партиите кои ги именува на таа позиција, обично најчесто во договор со вториот коалицијен партнер, кој во сите овие години беа албанците. Тоа е и денеска случај. Кога станува збор за последиците кои што ги трпи Македонија како резултат на лошата надворешна политика, се последиците од договорот за добрососедство со Бугарија, бидејќи тоа е сега најактуелно. Оно што е најпоследно како случување на нашата политичка сцена е предложениот манифест кој што го предлага токму да почнеме за манифестот, тоа ќе биде многу краток одговор. Дали сметате дека доаѓа зарем не е малку доцна, бидејќи во самиот манифест пишува дека треба да се создаде обединување на сите политички партии за промена
на уставот, односно за внесување на бугарите и останатите 5 народи кои што треба да се вметнат во преамбулата. А од друга страна вели дека треба да се придржуваме за заштита на македонскиот јазик, идентитет, историски и културни особености на македонскиот народ. Меѓутоа, ние претходно имавме една изгласана резолуција во собранието, која што се чини дека остана само како хартија, бидејќи последиците од договорот со Бугарија де факто ги чувствуваме. Нели е малку доцна за вакви потези? Па, нормално да е доцна. Тоа е too late. Тој манифест, тоа е веќе видена работа, веќе имаме пре 15 години друг манифест. Ориентиран, профилиран на една сосема друга концепција и нема многу додирни точки со тој манифест од 15 години, али манифестите не решаваат проблеми, како и што и резолуциите не решаваат проблеми во меѓународните односи. Претходно сакам да потенцирам слабости во уште една голема слабост. Ние станаме Министерство за надворешни работи без никаква архива за тоа што се случувало. Архивата остана во Белград. Сите документи, вклучувајќи персонални документи, останаа, а да не зборуваме за историски документи, да кажеме односите со соседните држави. Јас на почетокот на самостојност на Македонија го прашав тогашниот министер за надворешни работи да ми каже врз база на што Македонија води надворешна политика. Национална концепција немаше, национално единство немаше и оно што најважно, немаше институции кои се бават со надворешна политика. Да кажем само примерот за Германија. У Германија во Минхен постои институт за Југоисточна Европа, која се бави исклучиво со сегашната терминологија Западен Балкан. Министерството за надворешни работи има договор со тој институт и им испорачува анализи, научни анализи, професионални анализи, нормално врз база на информациите што ги доби од Министерството, али преработани на стручен назив. И ние така нешто немаме. Ние немаме и ден денеска во Министерството за надворешни работи такозвана служба за меѓународно правни работи или имаме некоја квази во која работат обични правници на таа функција, а таа функција, тој директорот на службата за меѓународни правни односи, обично се високо рангирани професионалци во областа на меѓународно јавно право. Например, во Белград, да кажам, какви врвни правници водеа таа служба. А таа служба на секој меѓународен договор дава своје мислење. Стручно мислење, дали содржина на меѓународен договор штетна за државата или не е штетна. Тоа значи, ако сме имале добро воспоставен систем во ова што вие го зборувате, тогаш би можело да имаме подобри договори. Не, тоа би можело да знае некој договор со добрососедство со ова Бугарија го правеле аматери. Или по признање на самите дипломати во ВМРО, тој документ, тие нацрти документи за тој договор опште и не дошло до нив. И значи тука основна грешка во целата ова збунета ситуација и префрлување вина еден на други е токму содржината на договорот од 2017 година за договорот со Бугарија, правен крајно аматерски и без видно учество на самото министерство и на експертите од тоа министерство. Министерот за надворешни работи Бујар Османи се обиде сликовито со табла да ја објасни самиот преговарачки процес. При тоа во целиот процес на објаснување на преговарачката рамка тврдеше дека договорот за добрососедство не би наштетил на самиот процес, односно постојано се повикуваше на тој член 5, каде што немало да има писмен, туку само усмен извештај, и за истото немало да се гласе. Сега, ако може да појаснем, бидејќи тоа се некои термини и чекори во самиот процес кои што би сакала, ако може така понародски да ги објасниме. И не уште едно нешто би се осврнала. За член 5 велике се реферира, нема да се известува. Да ги објаснеме овие работи најнародски, како и дали ова би влијаело на самиот процес и колку би влијаело, и според вас дали сметате дека министерот добро ја објасни преговарачката рамка?
Министерот со табла и со сунџер и без табла и без сунџер се обидува да го објасни проблемот, не покажувајќи, не укажувајќи на главната поента во целиот тој договор. Значи, се слагам со вас, дека се појавија многу експерти кои во вашите емисии и не се на оваа телевизија, се трудат народот да му објаснат дека ништо не е страшно Бугарите да влезат во Уставот, дека преговарачката рампа е таква, дека протоколите значат, не значат ништо. Тој обид да се толкува од страна на министерот кој бил и вице-премиер за европски интеграции и назначен за главен преговарач, после 3 години веќе на работа како прво пред тоа како министр, вице-премиер за европски интеграции, а потоа како министр би требало веќе да свати да неговата аргументација е просто наменета е само за народот кој не мора да ги знае сите тие финеси кои стојат во договорот. Да, наједноставно дали може договорот да е пречка во процесот на преговори? Може ли да биде? Он не да е пречка, него он е основа за сето тоа што следеше после. Значи, германска варијанта, па после француска варијанта која е прелазна после во преговарачка рамка, комплексно развазана, не станува збор за француски предлог, тоа е само затоа што е Француска преседаваше со Европската унија. Тој термин француско-германски се употребува и во ситуацијата на Косово и односите со Албанија. Исто преговарачка рампа. Во сето тоа мора да има некој иницијатор. Ние фактички Бугарија нас не порази и дипломатски и технички. Бидејќи сите нивни услови, бугарските услови, се дел од преговарачката рампа. И тука нема збор. А зашто тоа го акцептира и Европската унија? Просто евидентно е дека Бугарија има, не можам да кажем сјајна дипломатија, али многу добра дипломатија. Подобра од нашата во секој случај. Па не споредиво. А посебно подобра со фијаското пред тоа со Грција, со Преспанскиот договор. Дали Преспанскиот договор, да се навратиме малку наназад, беше еден договор кој што нас ни ослабна позицијата понатаму во она што следуваше. На нешто е ослабна, а он ни даде основа на бугарското размислување, да, ако можат они тоа, можеме и ние тоа. Дали може во иднина да очекуваме дека може и некоја друга држава да се појави со некои други проблеми и да имаме дополнително други договори за добро соседство? Да, они можат, али не во сферата на некои оспораваните и додадени услови во процесот на интеграција, значи промена на името, непризнавање на јазик, тоа не може да али може да кажат по било која точка да нешто фали, да недостасува и тоа не враќа на почетокот на процесот по новата Макронова како се вика. Ако може, амбасадоре, да заклучиме дека наместо да ни олеснат овие договори, како што се беа представени, нас ни отежнуваат целава работа. Па ни отежнуваат. Нас договорот, со договорот ни се врзнани рацете. Бугарите се повикуваат пред се на почитување на тој договор и од тука почнува агресивната политика на Бугарија, која не е од сега. Јас сум бил сведок во мојата кариера во Бугарија, како се однесуваат јака Југославија, 20 милионска Југославија, према прашањето на положбата на македонската. Тоа значи дека ние би требало да бидеме спремни, што не очекува кога станува збор во овие билатерални? Ние сме неподготвени, ние немаме аналитички тимови, ние не предвидуваме, ние само лечиме. Проблемот вадеме костани од огин. Значи, тоа што Османи не сака да го објасни, тоа е точно токму договорот фактички е штетен за Македонија и си ги предизвика сите неволи кои го имаме. Да не беше таков договор,
Видејќи тој договор е исти договор, фактички, само една точка фали, со декларацијата од 99 година, подпишана помеѓу тогашните премиери Костов и Георгиевски, само она синтагмата заедничка историја направи голема забелешка, голема недоразбирање на таа тема, што значи тоа заедничка историја. Има теории кои заедничка историја може да има само исти народ. Ако се веќе два народа, тоа се две истории и не може да биде заедничка историја. Што е парадоксално. Таа теза е лансира и поранешниот амбасадор на Бугарија во Македонија, Александар Јорданов, со кој заедно бевме на така функција во Варшава и кој беше сменет од Варшава намерно да дојде во Македонија, да ја појача ова иницијатива, ова агресија на Бугарија и во Македонија. А тој беше и прв председател на Бугарското собрание и човек кој и сега како европратин тврди исто тоа што го тврдеше, тоа беше во Варшава 2001-2002, исто дека Бугарија признала втора држава на бугарскиот народ. Не станува збор за никакви македонци и за никаков македонски јазик. Но тој доби агреман оде кај нас, макар што ја пишував, известувам и за неговиот профил како политичар и за неговиот став во врска со он си ја заврши кариера дипломатска овде, си замина после во бизнис води, за да се врати поново како пратеник, заедно со неговата партија и партијата на Борисов. Дали сега да поминеме на темата... Јас би сакала само уште едно прашање, да се задржиме, уште едно ќе ви поставам, тоест две прашања во друго ќе бидат. Министерот Османи вели дека Бугарија не може, јас само го цитирам министерот во случајов, Бугарија може да најде алиби, да го кочи процесот и да се повикува на друго нешто, мислејќи дека не алудирајќи на тоа дека не би се повикувала на договорот за добрососедство, туку може за било што друго да се повика. Да каже, вели, дека водата во Вардар не е чиста и јас не ве пуштам понатаму. Зашто се може да не блокира Бугарија во понатамошниот процес? И подпрашањето е дали има шанси преговарачката рамка или пак да речеме договорот за добрососедство да се во иднина да би претрпел промени? Со Османи се често бави во своите изјави со некои не до крај разјаснети термини и појмови, макар што он како веќе искусен дипломата, да каже, и самиот себе се нарекува, дека би требало да има сосема појасна позиција. Се разбира дека секоја држава, 27 членки, може да го дадат таа забелешка. Таа забелешка ќе биде, се однесува само на оно што Македонија не извршува својата домашна задача. Они се ќе останат и под мониторинг и понатака во тој целиот процес кој фактички со скрининг е само започнат, али не се почнати преговори. Значи ние ќе бидеме под контрола и не може да бидеме изненадени за 35 точки да не стават примеди, али тие примеди се само исклучиво на исполнувањето на акциониот план. Значи, ако ние заглавиме со некој поглавје и не можеме да го испорачаме, нас не враќаат на почетокот и така во недоглед. Што се дали може да се промени подобра политичка состојба, меѓународна позиција, ние подобро да се позиционираме и да направиме одредена промена во иднина, да речеме... Ние не се позиционираме, ние се прилагодуваме. Значи, ние се прилагодуваме, да ги префаќаме сите бугарски предлози, кои де-факто сите бугарски предлоги се дело преговарачката рампа и потврдено со протоколите подпишани првиот и вториот го пропише и господинот министр за надворешни работи Османи. Значи, таа преговарачка рампа е тотално во наша штета и таа формално не може да се промени без согласност на сите 27 членки на Европската унија, при што ние како кандидат немаме никакво правно влијание, ведејќи не сме членка на
Европската унија, да можеме да интервенираме, да се промени, бидејќи ние не гласаме. Не можеме да гласаме за тоа. Али што можеме ние? Преговарачката рамка и протоколите се дел на преговарачкиот процес. А тој преговарачкиот процес не е само почеток на преговорите. Тоа е финиширање на преговорите кои ние наводно ги очекуваме 2030 година, што сосема не е реално. Такви прогнози се нереални. Според вас, кога би можело да очекуваме такво нешто, бидејќи... А тоа е многу комплексно прашање и многу зависи од геостратешката ситуација на Балканот. Значи не е реално, мислам, тешко би било да се даде и таа бројка 2300 е нереална. Европска унија, геостратегијата светска се менува, ја само да спомнам, до пред една година, две, Русија беше на едно од средните места по бруто национални производ во светот, сега е пета, пред Германија. Значи, прва е Америка, па Кина, па Јапан. Русија е на пето место. Германија е на шесто место. Значи, се менува тоа влијание. Имаме БРИКС, имаме нови разстројувања во Латинска Америка, во Африка. Имаме војна во Украина. Имаме неизвестна војна во Украина и би препорачал на луѓето кои пратат тоа да ја прочитате на многу добра книга од Монтефиоре. Тоа е израелски историчар и писал неколку многу важни книги, која се вика, насловот на таа книга е Катерина Велика и Потемкин. Значи, ов го кажа да го разберат они кои прогласуваат овде во Македонија некакви руски ботови, па може би ја ќе бидам руски бот прогласен, бидејќи го кажувам на оваа книга која е написан амерички јевреи. Не е написан ни рус, те прочитат што значи Потемкин за периодот на сегашните жестоки војни кои се водат на обалата на Црно море и на Азовско море. Азовско море, да, тоа е како централно место каде се настаните тие градови кои се сега под влијание на Русија, уклучувајќи Потемкин ја формирали Одеса, како се викаше градот на Херсон, Николаев. И така, значи, тој е творец на приклучување на Крим, на Русија, што била турска територија, така големи војни се водели помеѓу Турција. Ке зборуваме и за по-широкиот простор од Балканот и за местото на Македонија и односите на Балкан. Меѓутоа ќе направиме кратка пауза, па се враќаме со сите оние теми, амбасадоре, за кои што ни остана недокоментирани. Правиме кратка пауза за реклами и се враќаме за кратко назад во студиото. Добро вечер, почитувани. Уште еднаш се враќаме назад во студиото, онаму каде што застанавме пред рекламите. Амбасадоре Мисајловски, споменавте вие дека некој може да ве етикетира како руски бот, бидејќи предложивте читање на одредена книга. Литература, не е сручна. Литература. Што мислите за тој начин на етикетирање кој што го слушаме изминатиот период? И руски ботови се етикетираа буквално сите оние кои што беа против тие уставни измени. Тоа го забележи самиот премиер на државата Димитар Ковачевски. Па не само Ковачевски и Ристрот Османи тоа го потенцира. Значи, тоа е толку многу погрешно. Замислите да се прогласи за руски ботови, да се прогласат фактички колку проценти од македонското население кои се против. Па за последните некои испитувања и повеќе од 80% и повеќе, бројките се навистина. И сега, неправилно е тоа, во последната колумна и напише, ние крајно сме ги нарушиле односите со Русија. Крајно. Како ќе биде ефектот на оваа војна, како ќе биде, сигурно ќе биде една нова геополитика во Украина и на Балканот. Од тоа зависи прашата малку и за едината на Европската унија, која е неизвестна.
никој не може да ја предвиди. Показатели покажуваат и празници покажуваат дека она во колапс. Ево ги пример Германија фактички во економски колапс. Како ќе се одвијат тие процеси понатака со проширување на нови членки, тоа вистина е многу сензибилно прашање на кое никој не може да даде тачен одговор или приближен тачен одговор. Се претпоставува има и такви кои очекуваат да се распадне Европската унија, да не постои, додека ние дојдеме на ред, а ние не можеме да 2030 година, тоа е абсурд, тоа не може да се деси. Секогаш кога доаѓаат, кога се случуваат вакви поголеми политички придвижувања како резултат на да речем претходно беше договорот од Преспа, па сега договорот за добрососедство, секогаш кога треба да се направат некои големи политички премрежја тука, а тоа е од промена на име референдум, сега доаѓа и моментот за внесување на бугарите во уставот, секогаш се случувало и тоа граѓаните се сведоци дека доаѓаат одредени странски представници кои што риториката често е во насока на тоа дека сега е последното време, да. Меѓутоа истата риторика потоа ја слушаме и од представниците на власта, дека ова е последна шанса, немаме друга шанса, ако сега не го искористиме моментот, нема никогаш да го искористиме. Власта што го кажува тоа, ајде, човек може да свати. Али зашто го кажува тоа Европска унија? Што е интерес на Европска унија да се направат уставните промени? Ја тоа не можам да го согледам зашто толку инсистираат. А тие мисионари, со нив имаме многу лошо искуство. Сите што доваѓаат, што ветува, има и лични интереси. Се сеќавате на изјавата пред неколку месец дена на австријскиот амбасадор кој оптужи владата на Македонија, зашто на некоја фирма од Австрија не ги исполнува нашата фирма договорите, што е договорено. Значи, застапуваат интерес на австријската фирма. Пред тоа, и таков интерес имаше и исто тако мисионар Хан, значи тоа австријскиот петел, Хан е петел на австријски, на германски јазик. Значи, и он така се инсистираше овде, знаејќи дека еден од сувласници на една фирма која се бави со игра на среќа и да промовираше и свој бизнис овде во Македонија. Сите тие мисионари завршија неславно до сега. Тие мисионари не доваѓаат врз база на усогласена политика на Европска унија. Тие доваѓаат пред се на покана на нашите политичари и тоа во последно време многу често со директни комуникации помеѓу премиерот и претседателот со соодветните премиери и претседатели во државите кои ги повикуваат. Они понекогаш ги праќаат најголемите калибри, кога 21 година кога беше Ангела Меркел, па и други политичари, значи да ургираат да се реализира агендата на владата. Значи, овие сега што беа тројки, една па тројка друга, тоа се функциони, односно чиновници на Европската унија, добро платени, кои нешто мора да испорачат како активност и доваѓаат тука, дават оптимистички и застрашувачки понекогаш идеи, али меѓутоа нивното мислење не е правно валидно. Тоа они што го кажуваат, тоа ништо не значи. Да, уште раз оно што вие го напоменавте, така ми остана на вашата реченица дека не доаѓаат по наша покана. Значи ние нашите влади ние ги каниме. Ги канат за нас да ни да не научат или да не постигнат. Не, дојде спашавајте од влијанието на опозицијата да ги призна и сами викат и ние ќе го обидуваме, и ние ќе правиме се. Последен обида, очајничка обида, дојде тој конечно меморандум што сакате да ме прашате и за него. Дојдоме и тоа е, што е тоа? Спас, се фаќаме за сламка, да некако да ги убеде пратениците, али никој не се представува, никој не прашање, а што опозицијата да имаше 8 пратеници помалку? У каква амбис би пропаднале ние тогаш, кога парламентот, собранието, ќе можеше гладко да го изгласа тоа. Да, времето доаѓа на 18 август е закажана за сега се тука калкулации, дали ќе биде 18, се игра на времето. Да се отвори, треба да е отворен на тој датум, а како понатаму ќе биде, да. Сега европските мисионари имаат Ферагосто, цел август. Они во август не идат на работа. Значи, до
До 18 август они ништо не може да доведат. После ќе почнат да доваѓат, они ќе доваѓат и на нови покани. Се до оној момент, до тој они мислат дека може да се разубеди овој народ да ги прифати аргументите кои се де факто толку логични, не мора да се знаат сите финеси и целиот процес на пристапување кон Европска унија. Јасно е дека грешката е видлива. Грешката е, повторувам, по неколку пати го повторувам, договорот за пријателство и соработка со Бугарија, кои фактички е поврзани садови со Преспанскиот договор. Нашите заборават дека цело време на овој нашиот процес Софија и Атина се договараат што да прават со Македонија. Целта е да се разбие македонското национално ткиво, да полесно поминуваат тие промени, а од друга страна, тој процес на разбијање на македонското ткиво, национално, голема подршка и од факторите во самата држава. Сега, да не ги набројаме кои се тие фактори и како тоа личи, и тоа е еден од причините што сме сега на ова понижувачка позиција во меѓународните односи. Амбасадор, јас последната ваша колумна, еден дел извадив, би сакала да го прочитам, а се однесува на во вашата колумна, јас накратко само за оние кои што немаат прочитано, го објаснувате и го анализирате работењето и последици од работењето на министерот за надворешни работи Бујар Османи, при тоа се обидувате да го објасните значењето на неговото име и презиме. Да. Јас би порачала и да ја прочитаат колумната. Османофобија имате вие насловено. Во делот имате напишано во еден дел, кој што би сакала да го прочитам. Велите вака: како председавач на ОПСЕ, министерот Османи презентираше некаков план во 9 точки за нормализација на ситуацијата на Косово. На веб страната на ОПСЕ нема никаква информација за тоа. Тој план не е план на ОПСЕ, туку на владата и негов личен став, како што самиот наведува, напоменувајќи дека неговата улога е како председавач со ОПСЕ да понуди решение за деескалација и дека е еден од комплементарните обиди со останатите меѓународни организации да деескалираат и да се нормализира ситуацијата и двете страни да му се вратат на диалогот започнат во Охрид. Ова оди во насока на тоа што има една слика кај граѓаните и едно прашање кој што си го поставуваат, а тоа е чии интереси штити министерот Османи, чии министер е министерот Османи, дали на Македонија или пак на некоја друга држава? Па добро, тоа има подлабока генеза тоа. Некаде на почетокот на овој ескалација на овој процес, тогашниот председател на ДПА Армен Джафери беше во една посета во Бугарија, во која прилика се сретна со челниците на бугарските етаблирани политички партии, меѓу другото и Сако Ракачанов, и презентираше теза дека Македонија на Балканот ја фалсифицира историјата. Значи, се представува лажно, со лажни аргументи, дека фактично превзема дел од историја на соседните држави, пред се мисли на Бугарија и на Грција. Никој до сега не анализира сериозно, не ги анализира сериозно албанско-бугарските односи. Во која насока иде тоа? А бугарците се веќе присутни и на Косово со своите мисии за агитирање. Присутни се и со натурализираните, односно исламизираните македонци, кои ние погрдно ги наречуваме, торбеши. Активни се во Албанија, каде што живеат наводно и бугари. Значи, тој сегмент, таа оска и тоа соработка со Бугарија не е од нов датум. Тоа веќе трае подолго време, без наши дабоки анализи и без укажување кои се мотивите за такво приближување. Може ли вака, амбасадоре, кога веќе отворивме таа тема, тоа би значило дека ако Македонија нема малцинство во Бугарија,
секоја држава која што е автохтона на едно место има малцинство во другите. Тоа е природен процес, едноставно при формирање на една држава. Ако Македонија нема малцинство, не признаваат малцинство, така Бугарија не признава македонско малцинство во Бугарија, а има според Бугарија бугарско малцинство во Албанија и во Косово, тогаш тие де факто кажуваат дека ние не постоиме тука. Односно дека ако ништо не е спорно. Они од секој ниво тврдат дека нема македонци. Дека нема македонски јазик до 40. Ова е опасно. Сакам само да го опасноста од тоа што тие го прават. Зборувам за тоа што ги наоѓаат тие бугари во Албанија, во Косово и каква е опасноста, бидејќи споменавте, можда не се обрнуваше многу внимание, иако ние како телевизија обработувавме оваа тема и во емисии и во прилози. Која е опасноста од ваквото однесување? На каква опасност мислите? Опасноста тоа да се каже дека има бугари во Косово, во Албанија, а нема македонци, например, во Па ја исто во значи дека ние спомнав изјавата на Дачич. Упатена до бугарската страна. Значи до колегата министри за внешни работи. Бугарите се жалат и во Србија дека се бугарите во Србија на некој начин дискриминирани. И Дачич им рече, ако во Србија, ако во Бугарија нема Срби, тогаш и во Србија нема бугари. И тој проблем е решен. Ја малку алегорично го кажав тоа мојата колумна. Да беше тоа се случи во Прокопчински, да беше министерот Османи, а требаше да биде протоколно со председателот на државата, тоа е така дипломатски стандарди. Он не беше се скри на кале, да некој не го гледа и го фактички го поддржуваше поддршката на Тачич, на Димитар Ковачевски, место да биде во Врање. И тогаш ќе научеше лекција, која он немаше да ја прифати, бидејќи албанците никога што нема да го потврдат таа теза, затоа што се додворуваат. Значи, они се на некој начин идат, нивниот став иде во корист на позицијата на Бугарија. Ставот на ајде да кажеме сега, министерот за надворешни работи. И потенцирам, целта е крајна. Цепање на крхкото македонско тиво со години, во кои и структури во Република Македонија дават свој голем придонес. Дали народот ќе го свати како треба или не, тоа е друга работа, меѓутоа тоа е факт на кој произлегува од сегашната ситуација, од нашите односи со Бугарија во решавање на проблемот со името и стопирање на европските интеграција, односно почеток на преговори пред се. Според вас, во ситуација каква што е во моментов Македонија, дали има простор и начин како да ја поправиме нашата надворешна политика, нашата дипломатска мрежа, бидејќи од сето ова што досега го зборуваме, можеме да заклучиме дека надворешната политика како немаше да поправи. Не поправива тоа. Тоа е све уништено, destroyed. Неколку примери ќе ви дадам сега на почеток зашто тоа е невозможно. Тоа е невозможно затоа што ние немаме конзистентна национална политика во заштита на македонските национални интереси. Треба сите да се чувствуваме како граѓани на Република Македонија. Тоа е наша држава и пред све да ги застапуваме државните односи како што национални интереси, како што го прават сите држави, а посебно Бугарија. Бугарија има многу добра администрација, али посебно има добра дипломатска служба, која е присутна и забораваме на традиционално добрите односи со европските партнери во Европска унија, пред се со Германија и Франција. Значи, тие си германски, француски предлози, ма колку да се тоа креација на Бугаријата, тие ги убедија сите 27 членки, 25, значи, спонзори им беа Германија и Франција, да фактички нивните барања постанат прифатливи за сите држави. Поголем успех на Бугарија и поголем крак на македонската дипломатија нема. Причината е бугарското прашање никогаш не била
на врвот на агендата на македонската дипломатија, на инструкциите, на користењето на сите можни канали, почнувајќи и лични, кажувате, никогаш не е едно прашањето зашто ми не реагираме на таква работа по дипломатски пати. Имаме многу шанси да имаме меморандум, мемуари, да, некако како да многу малку реагираме на сите провокации кои што доаѓаат. Да, има сега во последно време се популарни многу и лични контакти по модерните електронски медиуми за полесно потенцирање, потенцира директно кабинетите, што може да потенцира, али секогаш треба да биде инволвирано Министерството за надворешни работи. Јасно. Како место кај се тоа технички реализира и дистрибуира. Како... Извинете ме. Друго, улогата на амбасадорите е многу запоставена. Да, ние имавме доста скандали поврзани со наши... Не баш скандали. Повише имаме несоодветни распоред на тие амбасадори и непотребно отварање на дипломатски представништва, тоа чини пари од држави во кои немаме никаков интерес да отвориме и несоодветни кадри. Да покажа, да кажам последниот пример. Белград, сакале и не сакале, е дипломатски центар во Европа. Тоа повише го знаат они луѓе кои се бават со безбедност. И упатување на таква позиција амбасадор во Белград е голем ризик ако пратите необучен дипломат со никакво искуство, како што сега Тупанчевски, кој 2 месеца чекаше да добие агреман, а зашто не му давале агреман 2 месеца, тоа секој министер за надворешни работи треба да се запраша зашто не му даваат толку. Држава со која имаме, како самите тврдат, ја така не тврдам, одлични односи, има тука во тие односи нешто што не може да добие оценка баш одлични, коректни, тоа е окей. Како, например, тој Тупанчевски ќе разговара со Христо Вехил, како ќе разговара со рускиот амбасадор, ако опште го прими, како ќе разговара со францускиот амбасадор. Како може да замислите Тупанчевски да разговара со таков калибар? Не, он е де факто понижен во стартот. И друго, како ќе му биде позицијата во Министерството за надворешни работи, бидејќи тамо сепак стојат луѓе кои се прекалени дипломати. Значи, ние за тоа не водиме сметка. Да, имавме и случаеви кога ни беа неколку пати едно, например, поранешната градоначалничка на Тетово, Тиуто Арифи, во 3 наврати не беше прифатен предлогот во сериозни држави. Они не сваќаат дека секој дипломат, овде ги обтажуваат русите дека шпионираат, дека работа за вземање на овој простор кој е америчка зона на интерес, дека за амбициите на Кина испоменував. Запораваат, кога така ги обтажуваат русите, сега пак имам шанса да бидем обтажен како руски бот. Да ги прашам, а што прават америчките дипломати на Кале? Веројатно не идат само на пазари да видат колку е кило краставици или пиперка, енормно поскапени до души. Не им е тоа работа. И они се бават со нешто. Да, тоа е нормално, секоја држава си ги штити своите интереси, сфери на интерес, а тоа треба да го правиме и ние. Не да кажеме дека се тоа македонската јавност не реагира на таква дејност, веројатно им е позната. Зашто се бават овде, додека е официализирана и работата на тајните служби. Све се знае кој што работи. Не само русите го прават, русите го прават секаде. И американците го прават секаде. И тоа не е табу тема. А табу тема не е табу тема, него работата е што нашите амбасадори не се безбедносно обучени. Они не можат да дојдат до информација која е валидна. Да, убаво би било амбасадори да објасниме колку тука е моментот, колку се важни, како што го споменавте примерот со назначувањето на амбасадор во соседна Србија. Колку е важна дипломатската мрежа, комуникацијата. Многу е важно, бидејќи сме ние мала држава. Ние немаме Министерството на надворешни работи како институција. Нашето министерство е провинцијска автобуска или железничка станица во кој дипломатите чекаат кога ќе им дојде возот на дестинација во која они сакаат да идат на служба.
ја често кажувам на гурбет, бидејќи нашите дипломати одат на гурбет. Да заработат пари, колку може да се заработи, после да почекат малку разведничка станица во палатата Сарафов и после пак да заминат. Нив не ги интересира. Они се travel agency на шефовите на дипломатијата, на политичкиот естаблишмент, вршење на нивни малтене приватни услуги. Така тоа изгледа со нашата дипломатија. Вие сте биле, како изгледа па тоа во друго очите на странците? Нас странците опште не консултираат. Они немаат потреба да контактираат со нашите амбасадори и дипломатија надвор. Бидејќи се што им треба го добијат овде на тацна. Проблемот е, што се они жалат, немаат соодветни партнери и во Македонија со кои да разговарат. Бидејќи не се информирани, не е информиран ставот во МНР, тоа е надлежно само кабинетот на министерот за надворешни работи и министерот и неговата заменичка, а сега во овој момент таа структура е в 90% албанска структура во раководството во министерството за надворешни работи. Значи и они имаат проблем странците овде, не знаат кај кого да идат. Како, да го заокружиме, доаѓаме кон самиот крај, како според вас и кој според вас е адекватна личност првенствено за, не барам име, барам само како личност, ако може, со вашето долгогодишно искуство, која е адекватна личност за министер за надворешни работи од една страна, а од друга страна за амбасадор? Министер за надворешни работи не се бира, он се формира. Он се формира преку соодветни школи. До сега ке нас тоа се била партиска одлука и партиски компромис, као што се тендери, ако ти пидеш, тоа се поврзува со услугата од другата страна. Ако министерот сега, например, Османи, како председавач на ОПСЕ, злоупотребува својата функција повеќе пати од ургирањето у Шпанија, кога она беше председавач со Европската комисија, наместо да ургира за нашиот проблем кој го имаме ние во превазидување на проблемот со Бугарија, он ургира Шпанија да го признае Косово, што не е негова работа. Со најновиот предлог до Приштина и Белград за така наречен план за надминување, на деескализација на проблемот, он де факто се става на една страна. Значи, друго е ако е тоа став на секретаријатот на ОПСЕ, друго е ако е него приватен став, како председател на председавач со ОПСЕ, макар он сам тврди дека е тоа му е обврска да го постави тоа прашање на деескализација. Нека му биде обврска, али не му е обврска да албанизира составот на ОПСЕ кои се наваѓа сега на бирањето на дипломатијата кои се за ОПСЕ, а сега актуелен известувач на ОПСЕ од Узбекистан е поранешниот министер за екологија. Знаете во која структура припаѓа младиот министер. Значи, пред тоа беше обид за генерален конзул во Нью Джерси. Тоа е Нью Джерси, ние викаме Нью Джерси, тоа е Америка, сепак тоа е Нью Йорк. Тоа е многу важна функција, генерален конзул. Посебно во некои држави, например, еве тука е Америка, тука е Бразил, во Сао Пауло, например, тука е Истанбул. Тие се многу значени функции. Да постави, да предложи за Нью Джерси една албанка која не влегла во тоа Министерство за надворешни работи, а треба да иде на втора клучна позиција. Тоа е случај со Нью Йорк, шефот на мисија. Човек кој не можеше, личност која не можеше да добие агреман во Вашингтон за амбасадор, во иста држава која се вика Соединените амерички држави, ама во друга мисија, кај не се бара агреман, он остана да ја води мисијата и видиме веќе што се случува еве со некој, ајде да кажеме квази инцидент со враќање на парите кои сме ги добили од сукцесија. И финално прашање, до кога, она што е и насловот на нашата емисија, до кога ќе трпиме последиците од лошата надворешна политика и дипломатија? Последиците се анализ, недогледиви. Недогледиви се последиците. Ние не можеме да сватиме какви се тие последици. Тоа значи тотална деградација на македонската дипломатија.
сваѓање на најниско ниво. Како можеме да се поправиме? Можеме да се поправиме ако ја дигнеме институцијата како институција на повисоко ниво, да ги избегнеме тие секојдневни скандали. Сега за скандалите немаме време да разговараме, уклучувајќи го и последниот, за кој и вашата куќа даде прва информација. А моето размислување беше логично, дипломатски. Не се случува, јас сум бил многу амбасади, да се ретко се менуваат амбасадори. А ако не се несоврни со неговата работа, има повикување дома да дојде, да му укажат, господине амбасадоре, вашето залагање е недоволно, така и така и така, мора да се поправите, инаку ќе превеземе други мерки. Значи, не станува збор за повикување у рок од 5 дена. Тоа се дава само во случај да има некој голем скандал, поврзан и со активностите кон граѓаните на државата на приемот. Сега ние немаме јасна информација. Да не можеме и по... Али ја да ве подсетам, само тоа е пракса и била поранешна Југославија. Во еден докон амбасадор македонец у Кито, Еквадор, бил протеран од тогашната Министерство за външни работи, баш за таков еден скандал кој бил поврзан со наша службеничка, а овде се претпоставува дека станала збор и некоја јапонска државјанка која се работувала со нашата амбасада на некои проекти. Тој беше веднаш вратен, нашиот амбасадор, македонец иначе, кој со тој акт неговата дипломатска кариера беше завршена, али него вратија за 5 дена. За 5 дена не можеш да се вратиш. Може да имаш деца кои завршаваат школа, може да имаш било какви други обврски, може да треба да купиш карта авионска. За 5 дена не, тоа е само во случај дека се приморани да го протерат и му дават таков кус рок. Амбасадоре, уште еднаш ви благодарам за одвоеното време, затоа што барем се обидовме на по-народски начин да кажеме, да ги објасниме некои работи поврзани со преговарачката рамка, со поставеноста на нашата дипломатија, со односите кои што и начинот на кој што не представуваат и дипломатите, меѓутоа и Министерството за надворешни работи. Ви благодарам за... Рачунајте дека на оваа дипломатија, за сите проблеми кои ги имале до сега за 30 години, имаме нашата дипломатија. Од приемот Уединените нации под ФИРОМ, до Преспанскиот договор, до Бугарскиот договор, се што го правила дипломатијата е погрешно направено, а толкувано како успех, многу голем успех, посебно Преспанскиот договор. Преспанскиот договор беше потребен да се направи не под вакви услови, можеше да се направи многу порано, али и на наша штета. И благодарам устина за гостување. Благодарам и за поканата. Мислам дека успеаме макар на граѓаните да ги ослободиме од многу стручни мислења околу преговарачки рамки, околу протоколи, све е јасно. А тоа што Османи го покажуваше на табло, тоа е само техничката варијанта на можностите за кои вика дека нема да влијат во процесот, меѓутоа они како ќе влијат до крај на процесот. Тоа се однесува на протоколите и тоа се односи на преговарачката рамка. Ние ќе останеме тука и ќе ги следиме и ќе адресираме проблеми кои што се надеваме нема да бидат огромни. Ние секогаш ќе останеме на страната на граѓаните, ќе ги известуваме, ќе им објаснуваме што можем најдобро да се објасниме. Благодарам. Амбасадоре, почитувани ви посакувам убав остаток од вечерта. Имајте убава вечер.